Според статистиката, Билјана ме вели, веројатно ова е најдолгиот Джеймс Бонд филм или продолжение, 25-тото продолжение, околу 163 минути или вкупно 180 минути вистинско филмско уживање и магија во Cineplex. Од денес официјално премиера и во македонските кина. Кусо. Инаку вели, со овој филм Даниел Крейг се збогува со улогата на Джеймс Бонд, се појави на црвениот килим во розево палто, ќе кажат, бела кушула и црни панталони. Актерките Леа Сейду, потоа Лешана Линч и Наоми Харис одеа покрај Крейг. Мислам дека тоа беше една од оние најсподелени фотографии, меѓутоа, она што ќе биде, мислам дека тема во нашите блиски кругови, тема која што ќе активираме ќе биде дефинитивно Джеймс Бонд. Билјана Јанкуловска од Cineplex, ти благодарам за овие утрински часови што буквално се донесе во нашето студио, бидејќи прилично е малку предизвик сега и нели со дождот. Меѓутоа во име на публиката ти благодарам што пристигна за да го најавиме ова, јас би реков, филмско остварување кое што го чекавме по 18 месеци. Точно, да. Ова е најголемото филмско остварување и за нас како кино прикажувачи, затоа што е најверојатно и првиот филм што ќе врати публиката во кино после вистински. Да, вистински ќе се врати во киностолче и во на екран ќе огледа ова последно на Бонд на Даниел Крейг, како што кажа, 25-то продолжение на Бонд. Јас и ти констатиравме една работа зад камерите. Секогаш се навикнуваме на сите оние, јас би рекол, актери кои што го портретираат Джеймс Бонд сиве овие децении и години, почнувајќи секако така Шон Конери, Пирс Броснан и така натаму. Исто го констатиравме дека на почетокот не можевме да го прифатиме веднаш Даниел Крейг, меѓутоа сега ќе недостасува дефинитивно по ова. Сега со сите оние избори што се мотаат по интернет, дори не фали грубоста на Даниел Крейг. Да, дефинитивно, мислам, никаква дисквалификација или квалификација на, ајде да кажеме, мажите, меѓутоа сепак Джеймс Бонд го не асоцира на нели она прав господин и некако тој кога ќе се облече во оделото и нели таа експресија, мислам дека одлично создаде, јас би рекол, продолжување на нова филмско дело и Даниел Крейг. Велиш дека и тој самиот кажува воопшто и целата организација и тим кој што работеше на продукцијата на филмот дека ова е можеби едно од најкомплицираните Джеймс Бонд филмови кои што биле досега, со оглед на тоа дека, како ми рече, 3 пати било одложувано само. Да, значи првично премиерата беше закажана за 2019 ноември, па април 2020 и еве сега трет пат октомври 2021. Third luck. Да, трета среќа. Трета среќа. Она што е најважно да се спомене за овој филм или премиерата, дека на секој половина час, како ми рече, дека ќе ги искористите сите можни киносали кои што се во моментот располагање. Значи имаме 9 киносали, работиме со 30% протокол од вкупниот број на сидишта и денеска е официјалното почнување на Бонд во Cineplex. На секој половина час од 15 часот до 22:30 ќе имаме проекции на Бонд. Она што е интересно е, ова е првиот Бонд што е снимен со IMAX камери, што значи дека во кино ќе го гледаме во 3D и во 2D формат. Да. Може да го појасниме само за оние кино, прекрасен и трейлерот, за сите кино фанатици и влюбеници во Джеймс Бонд. Што значи таа камера или да речеме? IMAX камерата е моментално најскапата камера и најтешката да се работи. Значи филмовите не можат целосно да бидат снимени со IMAX камера, меѓутоа некои сцени како што се акциони сцени, скокање со длабучина, со височина се снимаат со IMAX за да се долови тој 3D ефект. Поекстремни да речеме, да, поекстремни сцени. И ова е првиот Бонд што е снимен со такви камери. Режисерот Кери Джоджи Фукунага се реши да го направи тој експеримент и одлично му успеа, затоа што филмот и во 3D и во 2D изгледа супер. Значи, како и да го одбереме, во било која верзија ќе биде искуството незаборавно. Прекрасно. Инаку би сакала, бидејќи си ти постојано со тие продукции и студија во контакт, билејќи нели Cineplex е едно големо семејство ширум светот, ако не се лажам, се повеќе се пишуваше нели по премиерата дека критиката и тоа како го пофали No Time to Die или еден поинаков Джеймс Бонд. Пошто може вака естетски да го издвоиш, освен да речеме нели овие фантастични сцени кои што досега првпат се можеби инкорпорирани во кинематографијата на Джеймс Бонд? Освен снимките со IMAX камерата која што моментално нели најдобра, тоа што го издвојува е присуството на женски 007 агент во овој филм. И исто така филмот е еден, како да кажам, крај на една сага. И мислам дека се е вложено, сите напори, сите средства, се е вложено овој филм да биде тоа што од денес ќе може да го гледаат. Значи и глума, и приказна, и кадри, и снимено на различни делови од светот, Јамајка, из Европа, значи
фотографијата е совршена. Совршена. И меѓу другото, ќе се сложиш, велат втемелена акција, сериозен тон повторно, бујна некако фантазија, интересна кинематографија ќе доживееме со Даниел Крик и оваа екипа. Дефинитивно. Ликовите не се само како бомбони за очи, ќе кажат, бидејќи тоа особено случајот со Лашана Линч, која што нели агент и така натаму, меѓутоа велат дека најочигледна разлика е шокантниот крај на филмот, што е некако првпат во франшизата да направи. Тоа го читав нели на да, значи нема да расипаме крај на никога. Спойлери нема да. Спойлери никако. Тоа е забрането кај нас во кино, а само ќе кажам да, крајот е тотално неочекуван и подгответе се за шок. За шок. Да, дефинитивно. Прекрасно. Ќе честитам и велиш дека со ова некако вистина ќе се вратат можеби нели филмските влюбеници. Ти ми ги спомена за камерите дека отприлика околу колку една година имаме како се отворени Cineplex? Да, точно година и некоја недела плюс сме отворени со нови протоколи. Ако Бонд е мерило дека публиката се враќа во кино, тоа говори вчерашната предпремиера, која што беше целосно распродадена. Верувам. Така што очекуваме дека и покрај нели протоколите со кои што работиме, дека ќе бидеме ќе се вратиме во некоја наша нормала. Да, и повторно претпоставам дека задолжително се прикаже сертификат и некој од тие. Да, значи ние работиме со малку поинакви протоколи од останатите места, значи 30% од капацитетот, задолжително вакцинирање, нели доказ за вакцинација започната или прилежан сертификат за прилежан ковид, задолжително е маска носење во сите простории на киното. Поставени се пунктови за дезинфекција на раце на повеќе места и салите и просториите на киното темелно се чистат по секоја проекција и после затварање на секој ден. И верувам дека тоа е секако согласно протоколите и самиот Cineplex ширум светот кој што многу ги почитува и во полза на граѓаните секако да се бидат заштитени. Значи сите Cineplex кино функционираат со слични протоколи и сите мора да се запазат ако сакаме да имаме кино. Да функционираме. Ти благодарам што со твојата екипа прифативте да изненадуваме и нашата публика утринска антилма, бидејќи ако се сеќаваш кога започнавме во 2016 година, сега направиме една реинтеграција на токму на утринската антилма, ќе потсетам дека тогаш едва чека, луѓето беше невиден убав телефонски хаос кога нели ќе кажевме билети ќе се додолува, така ќе биде и од сега понатаму. Ви благодарам за истото. Уште неколку само сегменти пред да ги вклучиме нашите колеги од информативна редакција, што би сакал да ги споделиме. Здравје Боже, се подготвувате за отворање на нови киносали во Eastgate, тоа е во еден друг дел нели од центарот на Скопје. Здравје Боже, дали имате можеби датум кога ќе се случи и таму некако почеток на редовни проекции? Датум сидишта немаме, се работи забрзано на киното внатре, сепак 8 сали се преку 1000 седишта. Да. Големи, мали, средни сигурно. Од сите големини има исто како во киното до сега. Се подготвуваме оваа година ќе биде датум точно ќе во наредните неколку недели ќе имаме дефинирано. Супер. И она што може да го најавиме, Билјана, е дека секоја седмица отприлика, дали тоа до крајот на годината ќе важи, ќе имате промоција на блокбастери кои што ќе ги најавуваме. Значи од денес па натаму секој четврток имаме по еден голем блокбастер и еве за наредните 2 седмици се планирани Веном, второто продолжение. Значи зборевме со Билјана, Саша, не знам дали си ти голем љубител, меѓутоа Веном, Билјана ми велиш Том Харди и Вуди Харелсон ќе ги портретираат оние ликови или протагонисти во оваа приказна. Да, и Дюн, тој мислам дека ептен го очекуваат заради претходниот дел, заради книгите на Френк Херберт, така да за крај на октомври ги имаме Веном и Дюн. Значи ќе не изненадувате, ќе се вклучуваме линковски, ќе ни бидете во студиото наши филмски пријатели. Cineplex официјално влегува секако во нашето утринско семејство и ќе подсетиме дека еве за најбрзиот кој што денеска ќе ни се јави, меѓутоа нели ќе најавиме со Ивана некаде во 9 часот во наш утрински компас, ќе доделиме 2 билети на еден да го изнадиме токму за Джеймс Бонд на некој од нели редовните филмски проекции. И за крај киноден останува во вторник, што е можеби како новитет кој што може да го споделите или моментално освен киноден во вторник што се останува, работиме на повеќе изненадувања, така да во некоја од наредните емисии ќе споделиме. Да. Ти благодарам што уште еднаш во битојски часови изненади публиката. Джеймс Бонд во нашите македонски кина, Cineplex со своји редовни проекции на секој половина час. Не смеете да го пропуштите, така што во име на нели работните активности кои што ги имате, нели ќе си се адаптирате со вашите семејни членови и ќе си појдете на филмско уживање. Поздрав до целиот тим на Cineplex.